Ве поздравувам и ве посакувам Божи благослов. Мене ми е мило што вака беше организирано ова богослужение. Благодарам на девојките што се потрудија. Јас би сакал да појасниме еден предмет во преостанатово време. На почеток да ве прашам како ви се допадна последнава лекција од библиската полука. Дали ви беше интересна, имаше нешто нејасно во неја за време на проучувањето ова претпладне со сестра Зорица, например. Јас забележав дека во лекцијата на самиот автор, па може да речеме и на теолозите на Генералната конференција, не им беше јасно едно прашање. Тоа е прашањето, еве ќе прочитам првата реченица од предпоследниот пасус во одсекот од понеделник, каде што коментарот на лекцијата вели вака. Останува нејасно, пазите, за поуката е нешто нејасно. Дали го забележавте? Останува нејасно што подразбира Павле под поимот првобитните учења на светот или основните начала, како што гласат во другите преводи. Ајде да видиме каде тоа се споменува во 4 глава од Галатјаните. Да отвориме таму. Послание до Галатјаните, 4 глава. Прво во 3 стих, нели? Овој превод вели, па така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Овде не го превеле грчкиот збор. Стихии, што значи стихија, што значи елементи. Значи бевме поробени од елементите на светот. Лекцијата го преведува овој израз со основните начала или првобитните учења на светот, како е во Константинов преводот, ме интересира. Како првобитните учења. Добро. Значи Константинов и веројатно целиот протестантски свет, овој израз, елементите на светот, го толкува, го подразбира како првобитните учења на светот. Да продолжам со што кажува самата полука во пасусот што го започнав. Значи, грчкиот збор едноставно значи елементи. Некој во нив го виделе опис на основните елементи од кои се состои Вселената, или демонските сили кои управуваат со ова зло време, или основните начала на верскиот живот, азбуката на религијата. Значи, полуката наведе неколку опции како треба да се толкува овој израз. Понатаму вели: Павловото нагласување на малолетничката положба на човековиот род пред Христовото доаѓање навестува дека на ова место тој сепак зборува за основните начала на верскиот живот. Ако е така, Павле вели дека старозаветниот период со своите закони и жртви бил само евангелски буквар кој ги опишува основите на спасението. Според тоа, колку и да биле важни и поучни церемонијалните закони за Израел, тие сепак биле само сенка на она што требало да дојде. Никогаш не постојала намера тие да го заземат Христовото место. Од сите варианти, можни опции за толкување на овој израз, елементите на светот или основните начала,
лекцијата се определила за која варијанта? Дека овој израз се однесува на основните начала на верскиот живот. Или како што Константинов преведе, првобитните учења на светот. Како го коментиравте вие ова на денешната библиска полука? Како вие го разбравте овој израз? Воопшто не се задржавте. Во ред. Еве слушнавме нешто за саботата. Забележавте исто така дека во одсекот од четврток полуката протестира на протестантското толкување дека Павловиот израз употребен во 10 стих, внимавате на деновите, месеците, времињата, годините, се однесува и на празнувањето на саботниот ден. Например, во вториот пасус од четвртокот вели: многумина Павловите зборови за деновите, месеците, времињата и годините ги сметале како приговор не само против церемониалните закони, туку и против седмичната сабота. Значи, поуката, како и протестантите, убедени дека основните начала или елементите на светот се однесуваат на церемониалниот закон, се однесуваат на Стариот Завет, како што прочитавме во понеделник, Старозаветниот период со своите жртви и закони. Значи, така верувате протестантите. Само што протестантите велат дека тука спаѓа и саботата, а полуката сега на тоа протестира и вели: не, тука не спаѓа саботата. И во право е. Овие Павлови зборови, внимавате на 10 стих, деновите, месеците, времињата и годините не се однесуваат на саботата. Понатаму вели 11 стих: се плашам за вас да не сум се трудел меѓу вас попусто. Значи, во четвртокот полуката е во право кога вели дека овие зборови не можат да се однесуваат на саботата и не се однесуваат на саботата, бидејќи саботата не може да биде нешто што не поробува. Тоа е сосема спротивно на самото значење. Значи, евреите биле робови во Египет и Господ ги избавил од робство. И саботата е поим за што? За одмор, а не за робство. Сосема спротивното. Меѓутоа, поуката, авторот ли, не знам кој, во Генерална конференција, веројатно голем број на теолози, денес, кои што ја следат новата теологија и лутеранското евангелие, недоследно тврди дека во понеделникот дека основните начала, елементите на светот се однесуваат на Стариот Завет, на Мојсеевиот закон, бидејќи тие воопшто не се однесуваат на нив. Но може би е збунувачки, затоа што сите 3 глави од Галатјаните што ги проучувавме до сега зборуваа за законот. Законот, обрезанието, подзаконот, проклетството на законот, клетвата на законот, законот воспитувач и така натаму, и така натаму. Па сега одеднаш, зошто одеднаш сега Павле во 4 глава, зашто би зборувал ако не повторно за тоа? Но, да видиме што вели малце повнимателно. Значи, во 3 стих од 4 глава рече: така и ние додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите, односно од елементите на светот или основните начала. Сега, понатаму кога ја прави споредбата помеѓу синови и робови и посинувањето, во наредните стихови до 7 вели: затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си наследник Божи преку Исус Христос. И сега 8 стих. Но тогаш,
Кога? Тогаш кога галатјаните биле малолетни. Тогаш. Бидејќи Бога не го познававте. Значи, тогаш кога галатјаните не го познавале Бога. Што се кажува? Им служевте на богови кои по својата природа не се богови. Значи, на кој време се однесува ова? 9 стих. А сега, откако го познавте Бога, или подобро, откако Бог ве позна, како сега повторно се враќате кон слабите и бедни стихи, односно елементи, елементите од 3 стих, основните начала, како што беа преведени. Буквално, овој израз од оригиналот значи елементите на светот. Така пише во оригиналот. Елементите на светот. Значи, откако Бог ве позна, или вие го запознавте Бога, како сега повторно се враќате кон слабите и бедни елементи, односно начала, на кои сакате одново да им служите. И во тој контекст, вели, внимавате на деновите, месеците, времењата, годините, се плашам за вас да не се трудел меѓу вас попуста. Се однесува ова на Мојсеевиот закон, на Стариот Завет. На кои елементи, на кои начала им служеле галатјаните пред да го познаваат Бога? Тие не биле евреи, тие биле пагани, тие не го држале тогаш Мојсеевиот закон, не ги празнувале еврејските празници. Што и да мисли Павле, под денови, месеци, времења, години, мисли на нешто што поробува, а тоа не се ниту еден од еврејските празници. Тоа не е ништо поврзано со ниту со саботите, ниту со младините, новомесечијата, ниту со годишните празници, што Господ им ги дал на израелците. На што тогаш се мисли? Поуката барем призна дека во понеделникот останува нејасно на што Павле мисли, иако потоа го зазеде, на крај си го зазеде протестантскиот став, кој што е погрешен. Ке отвориме посланието до Колосјаните, да ни објасни малку апостол Павле на друго место на што мисли под истиот овој израз. Послание до Колосјаните, втора глава, 8 стих е битниот, што сакам да го прочитам, но ќе почнем да читам од 6. Колосјаните 2 глава. Овој стих, Колосјаните 2.8, објаснува на што мисли Павле под елементите на светот. Меѓутоа, во целата денешна лекција, Колосјаните 2.8 воопшто никаде не се наведува. Ке почнем да читам од 6 стих. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. И сега 8. Браќа, пазете. Што? Пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се потпира на човечкото предание, на стихиите на светот, еве го истиот израз, елементите на светот, или основните начала, а не по Христос. На што се однесува тука овој израз, елементите на светот? На Мојсеевиот закон, човечки преданија, човечка филозофија, празна измама. Нема никаква врска ова со Стариот Завет, никаква врска со Мојсеевиот закон. Видите како Библијата објаснува нешто, ама нашите теолози научени папагалски да го повторуваат она што им го кажуваат на факултет, а зарем не го знаат овој стих? Како може овие стихови се скоро 2000 години напишени?
Не може да не им е познат овој стих. Некогаш некои работи ни се наоѓаат пред очи, ама не ги гледаме. Зошто? Зато што сакаме да го следиме учењето на некој теолог, на некој учител, или така ме учеа на факултет и така натаму. Истражувајте го писмото. Благодарам. Ових од Колосјаните 2.8. Ке збориме друг пат на таа тема. Благодарам на вашето внимание. Верувам дека сега е појасен овој текст, иако се разбира не е целосно расветлен, затоа може би некојаш друг пат. Нека му е фала и слава на Господа.